Хималаите ми беа мој животен сон што си го остварив и искачувањето беше баш така. Сега го гледам како на филм, како некој друг да се качил. Интересно за Хималаите што има многу развиен бизнес, има локално население, тоест шерпаси, кои што многу помагаат на луѓето, така да имавме доста голема помош, да се заблагодарам и на нив. Имавме помош од шерпасите за искачувањето, доколку други врвови многу сме ги качиле сами. Така да беше многу спомени останаа. Одлично. Коле, вие како планинарско друштво, како пријатели кои што сте споделиле многу авантури заедно со Блаже, се собравте и го испративте на патувањето до Непал. Го пречекавте ли? Да. Како што го испративме, така го и пречекавме. Енико сега во овие услови на активности на планинари, Блаже е сега предводник на ова високогорци, што ги кажуваме ние. Планинари што се над 3000 метра. Значи, имаме ние повеќе планинари, алпинисти, високогорци. За сега Блаже ги предводи. Тука се Васко, Маријан, Орце, Николаус и други. Ја продолжуваме традицијата од порана, како што е било, нели? Веќе знаете дека Серафимовски беше првиот во експедицијата, потоа неговата керка Билјана. Но сме задоволни сега што има ова генерација на високогорци и се надам дека нема да остане само ова. Каже го Турек, има и многу други, но сепак Блаже ќе го предадува неговото искуство, како било што. Зборувавте во планинарското друштво, се собиравте ли, ги споделувавте ли искуствата на Блаже? Може би се раѓа желба и кај некој од останатите членови да се зафати со некој висок врв кој што, сигурно е предизвик за секој планинар. Па да, нормално ние разговараме, не само што разговараме, туку имаме и програма годишна, во која програма предвидуваме каде ќе има искачување, кој период, па се спрема една екипа подолго време, не може за месец-два некој да планира да се искачува на високи планини. Така да тоа се не е зацртано во програмата и реализираме програмата во делот на високогорците. Бевте ли запознаени со таа дамнешна желба што ја споделува Блаже, дека сака да се искачува? Бараше ли совети? Му помагавте ли во подготовките на некој начин? На некој начин му помагавме, совети многу не бараше, знае. Имаше и други заинтересирани со него што требаше да отева, например Маријан, али од оправдани причини не беа присутни. Се нада за друг пат дека заедно кидат. Така без друштво овој пат. Обично би се вратил или за некоја друга дестинација станува зборево во што го би се вратил и таму, сепак доста е напорно. Националниот парк се вика Саграмата, така да не е како на другите планини низ светот да дојдеш под врвот и да го искачиш. Овде малку е по-неприступачен терен, така да 9 дена одевме по националниот парк, дори да стигнеме до искачувањето на врвот.